Во ова издание, барање до Конгресот, законодавците да разгледат нов сет санкции од администрацијата на Бајден врз режимот на белорускиот лидер Лукашенко. Резервираноста во однос на безбедноста и ефикасноста не спречи многу земји да ја одобрат руската вакцина Спутник В, иако има недоволен број информации за неа, сметаат експерти. Екотуризмот на Шарпланина се уште во зародиш, природното богатство со голем потенцијал. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Високата представничка на САД за Белорусија им укажа на законодавците во Конгресот дека оваа земја ја зголемува зависноста од Русија. Ваквите предупредувања уследија во време кога Сенатот разгледува политички опции против режимот на Лукашенко. Протестите во Вашингтон и на границата со Литванија го истакнаа постоечкото згаснување на опозицијата во Белорусија по минато месечното принудно приземјување на патничкиот авион Ryanair, со цел да биде уапсен блогерот Раман Праташевич во Минск, гласен критичар на авторитарниот лидер Александар Лукашенко. Вишиот представник за Белорусија на законодавците им порача дека се разгледува нов сет санкции од администрацијата на Бајден како дополнување на помошта за опозицијата. Издвоивме над 20 милиони долари дополнителна помош која треба да обезбеди итна поддршка за лидерите од цивилниот сектор кои беа принудени да пребегаат од Белорусија за одржување на гласот на опозицијата во земјата, за промовирање на независните медиуми, за документирање на кршењето на човековите права, како и да се помогне на народот на Белорусија да остане обединет. Законодавците бараат одлучен одговор од САД. We need to see a robust investigation. Сакаме да видиме робусна истрага и фокусиран сет на казни како одговор на киднапирањето на авион на Ryanair на 23 мај. Слаб одговор ќе испрати сигнал до автократите во светот дека слободно може да целат врз демократски активности во странство. Белоруската опозициона лидерка во екзил Светлана Тихановскаја сведочеше пред американските законодавци преку телефон, изјави дека Лукашенко ја прави земјата Северна Кореја во Европа. Единствениот одговор на режимот е насилство. 35.000 приведувања, 3.000 политички мотивирани судски случаи, илјадници случаи на тепање и тортура. Има најмалку десетина смртни случаи поврзани со протестите. Лукашенко, кој е на власт од 1994 неодамна подпиша закон за зголемување на должината на затворските казни за демонстрантите. Протестите во земјата се одвиваат од август, кога беше реизбран во избори кои наголемо беа оценети како фалсификување. Во тек се напори за вакцинирање на што поголем број луѓе во светот. Властите ги проверуваат медицинските извештаи за безбедност и ефикасноста, но некои експерти предупредуваат дека нема доволно информации за руската вакцина Спутник В. Ануш Аветисјан со деталите. Резултатите изгледаат премногу добро за да бидат вистинити. Во мај, меѓународна група научници напише отворено писмо во медицинскиот журнал Lancet во кој изрази загриженост за руската вакцина Спутник В. Научниците од САД, Холандија, Франција, Италија и Русија цитираа несовпаѓање во податоците од истражувачкиот институт Гамалеја од Москва, кој ги произведува овие вакцини. Конкретно, за време на третата фаза од испитувањата, институтот пријави дека Спутник В е ефикасен против COVID-19 во 91% од случаите. Но научниците велат дека институтот не ги споделил сировите податоци за и други да може да ја проверат нивната работа и бараат дополнителни информации од Гамалеја. Доколку обезбедеа пристап до материјалите, несовпаѓањата ќе може да бидат расчистени, но тие не го направија тоа. Од тука, во поглед на резултатите од испитувањето, постојат одредени сомнеши. Како одговор на ова, институтот кој го разви Спутник В вели дека несовпаѓањата се едноставни грешки при пишување, а барањата на научниците ги нарече чудни. Истражувачите од Гамалеја велат дека вакцината е одобрена за користење во над 50 држави. Но критичарите велат дека ова не значи дека таа е безбедна и ефикасна.
Разработчики этих всемирных... Оние кои ги развија познатите западни вештини, не само што ги објавија деталните извештаи за начинот на кој се вршени истражувањата, туку и протоколите кои биле почитувани за време на истражувањата, додека руските научници одбија да ги објават тие протоколи што отвараа многу прашања. Руските научници кои ја развија вакцината велат дека таа е безбедна и дека западните критичари се платени од големите фармацевтски компании за нивната вакцина да не стигне до светскиот пазар. Но критичарите велат дека производителите на другите вакцини базирани на вирусен вектор, Джонсон и Джонсон и AstraZeneca, соработувале со регулаторите за да се провери безбедноста на нивните производи, додека производителот на Спутник В не го направил тоа. Ну, если разработчики Спутник... Ако оние кои го развија Спутник В почнаат да се однесуваат како оние кои развија вакцината на Джонсон и Джонсон, тоа може драматично да поедностави ситуацијата и да им помогне и нив. Дали ќе го направат тоа? Не знам. Од Светската здравствена организација велат дека се надеваат оти ќе научат повеќе при нивните посети на Русија. Имаме тим кој ја проверува фабриката. За сега Спутник В не е на листата вакцини одобрени за итна употреба во Европската Унија. Авторите на писмото од мај кои ја критикуваа транспарентноста на клиничките испитувања на Спутник В, велат дека проблемите може лесно да бидат решени. Резервираноста во однос на безбедност и ефикасноста не спречи многу земји кои се учени за нови начини на борба против COVID-19 да ја одобрат вакцината за користење. За крај на News Flash. Шар планина со својот биодиверзитет и големи пространства има голем потенцијал за еколошкиот туризам, но работите бавно се одвиваат. Колегата Тоше Огњанов посети екофарма на планината. И еден конј да има човек ќе може да го употреби за да привлече туристи. Така размислува Демир Сефери, собственик на фамилиарна биофарма на Шарпланина. Наше природно богатство со голем потенцијал, но со недоволно развиен екотуризам. Па ние нудиме све што ми производиме. Сместена среде шума, биофармата е мал екосистем. Храната се произведува од стоката и живината што таму се одгледува, но и од тоа што селаните ќе го донесат од планината. Боровници, билки, такви работи за чаеви, за такви работи за све, за туристите и производот од нашите овци што имаме ми 500 овци и 20 крави. После долго време работење во странство, Сефери пред 20 на години се решил да се врати и да создаде основни услови за привлекување гости. Прво патот го направив ја. Купив багер еден. 15.000 евра го купив багерот. На фармата има и автентично етно ресторанче, со огниште и со маси во куќата и низ дворот. Секој од фамилијата има своја улога во малиот екобизнис. Гладниот готвач 2 снае се овде. 2 снае, тие работат натре и 2 синови, пошто 2 ги имам во Швајцарија, и 2 синови и децата сега нараснаа и тие служат све. Стариот фармер укажува дека прогласување на Шарпланина за национален парк е клучно за развојот на тамошниот туризам во текот на целата година. Ако државата нуди надвор, нуди дека има нешто овде, и ние ќе имаме, и државата ќе има, оти ќе доаѓаат туристите. Тоа би значило и враќање на печалбарите во напуштените села. Ваква природа тешко ќе се најде на Европа и по некое место, друго место, знаеш. Тие кога ќе дојдат овде, ќе има и за државата, и за населението, и за све. Екотуризмот е во подемни светот. Шарпланина со својот биодиверзитет и бескрајни пространства е речиси неограничен потенцијал. Но има уште многу да се сработи. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Тука е крајот на петочното издание на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку Facebook, Twitter, Instagram. Пријатна вечер, пријатен викенд.
Thank you.